Уследете неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е вице-премиерот за евроинтеграција на Македонија Фатмир Бесими. Во пресред на новиот извештај за напредокот на Македонија кон Европската Унија се носат нови закони за необјавување на бомбите, па се повлекуваат, се пробиваат роковите за исполнување на договорот од Пржино. Дали ова ќе донесе сериозни забелешки во извештајот на Европската комисија? Важно пред се за Република Македонија и граѓаните на Република Македонија, потоа за извештајот, што всушност значи еден патоказ за нашето движење кон членството во Европска Унија. Секако е важно политичкиот договор што е постигнат во 2 јуни и последователните протоколи за испочитување на истиот договор да се исполнуваат целосно, а во исто време и пакетот на идните реформски приоритети. Тоа е пасочот за Република Македонија за извештај кој ќе носи препорака или треба да носи препорака и за натамошно приближување кон започнување и отварање на преговори на Република Македонија за членство во Европска Унија. Меѓутоа, дали ваквото однесување ви остава впечаток за ноншалантност во однесувањето, иако ни доаѓа октомврискиот извештај на Европската комисија, или вие сте задоволни од начинот и темпото како владата го реализира договорот од Пржино? Значи, ќе повторам, важно е тоа што е договорено во 2 јуни, да се испочитува целосно и во смисла на содржина и во смисла на временските рокови. Очигледно во некои активности роковите се пробиени, но останува обврската за политичките партии да го исполнуваат тоа што е, односно да го испочитуваат тоа што е договорено. Значи, Македонија, за да има извештај кој е афирмативен за Република Македонија пред Советот на Европска Унија, тоест да се испочитува целосно пакетот, односно договорот од 2 јуни и да се работи во исполнување на сите реформи од ургентните реформски приоритети. Овие се обврските што ги има Република Македонија. Каков извештај очекувате? Знаете што Европската Унија бара од Македонија и дали во крајна линија може да ја изгубиме препораката? Препораката секоја година треба да се заработи. Формално гледано, до последниот момент, додека се пишува, ние препораката ја немаме. Но де факто треба до последниот момент да докажеме дека Република Македонија ги исполнува критериумите, тука пред се мислам на копенхашките критериуми и сите други аспекти што ја прават една земја да добие препорака за членство во Европска Унија. И оваа година, тоа што се постигна со 2 јуни и со пакетот на реформи во ургентните, односно идните реформски приоритети, Македонија е кон патот на повторно добивање на уште една препорака, но тоа не е загарантирано. Доколку значи не се испочитува политички договор од 2 јуни, доколку не целосно работиме на исполнување на идните реформски приоритети, може и да се случи дека препораката и да не ја добиеме. Меѓутоа, интерес и на Република Македонија и на Европска Унија секако да се работи на подобрување на климата и реформскиот ангажман за Македонија и оваа година да има препорака. Значи, во таа насока оди, како што веќе работат и на исполнување на политички договор и во однос на реформите, Македонија чекори кон еден извештај со препорака. Каков сигнал се испраќа со брзо потезното и повлекување на законот за необјавување на бомбите и кој е вашиот став генерално воопшто од потребата за носење еден ваков закон кој најде на сериозни забелешки од новинарите за цензура, што е едно од честите забелешки во извештаите на Европската комисија кога се во прашање медиумите? Ова е важна и сензитивна тема и секако треба да се гледа во пакет, значи заедно со законот и институцијата на специјалниот обвинител во Република Македонија, кој има надлежност во таа област, и законот за свиркачи, така наречен свиркачи, односно тие што информираат во однос на овие прашања. Значи, тоа што е важно Република Македонија да обезбеди во овој процес е еден транспарентен, кредибилен процес,
независни институции со кредибилитет да се води еден процес на објективен начин каде што од една страна ќе се заштити тоа што е загарантирано уставно право на индивидуалност, приватност и интегритет, а од друга страна ќе се лоцира, адресира на еден објективен и транспарентен начин и професионален начин тоа што е одговорност за евентуални злоупотреби на јавни положени позиции, што всушност е и јавен интерес на граѓаните на Република Македонија. Тогаш Македонија ќе покаже дека има капацитет да гради институции со кредибилитет согласно стандардите на Европска унија. Но дали воопшто е потребно носењето ваков закон? Тоа е тема што е разговарана помеѓу политичките партии и составен дел на политичкиот договор постигнат во 2 јуни и последователните состаноци и политичките партии треба да усогласат документ во однос на тоа прашање. Во извештајот на Прибе беше посочено дека скандалот со прислушувањето директно потекнува од УБК. Македонија побара помош однадвор за анализа на реформите. Направен ли е реален исчекор во оваа област? Во ресорното министерство значи има два процеса во овој контекст како што беше предвидено согласно препораките, значи во извештајот на Прибе или извештајот на експертите, значи да се адресират сите препораки што се дадени со тоа што во овој дел ради сензитивност и ради тоа што треба да се врати кредибилитетот на таа институција е побарано значи поддршка од една земја со искуство на Европска унија која треба да работи на целата процедура и методологија на работењето на таа институција, а да се адресират препораките на извештајот на Прибе, а во исто време има и таа ексмисија од неколку земји од Европска унија што работат на делот што се препораките во однос на следење на комуникација. Дали мислите дека на гласачкото тело му должите во вашиот мандат Македонија да направи посериозно приближување кон Европската унија и треба ли владата да понесе одговорност за тапакањето во место и лично вие? Секако дека процесот на членство на Република Македонија во Европска унија е тема што граѓаните го поддржуваат. Процесот на европски интеграции треба да покаже резултати, секако дека во секој дел, во секоја област, секој треба да си го сноси својот дел од одговорноста. Во контекст на тоа за одговорноста пред граѓаните, во април, значи наредната година, како што е планирано, на избори граѓаните ќе го дадат својот глас, а секако во однос на тоа до каде оди процесот во одредени области, секој треба да се сноси своја одговорност, а во овој контекст секако и јас како подпредседател на влада во задолжен за европски прашања во делот што е значаен за овој процес за Македонија да пристапи во наредните фази на членство со Европска унија. Една од сериозните забелешки кои се повторуваат се и состојбите во судството, дали назначувањето на специјалниот јавен обвинител и нејзиниот тим може да придонесат за состојбите во судството кои што се често на мета на странските наблюдувачи. Специјалниот обвинител произлезе од актуелната состојба како едно решение кое би можело, како еден предлог кој би можело да биде решение за надминување на многу критични состојби што се појавија во Република Македонија во последниот период и секако дека сега тоа што е важно Македонија да покаже дека има капацитет да воспостави институции кои кредибилно може да водат процеси во интерес на граѓаните на Република Македонија. Дали од специјалниот јавен обвинител очекувате разрешеница и на Смилковско езеро поинаква од досегашната? Тоа зависи од специјалниот обвинител, како независна институција, меѓутоа пред се треба да се види интересот на граѓаните и на вистината во интерес на правдата. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.